Фаворизирање само на одредени региони за мерките за вработување, неравномерно распределување на парите, сомнителни тендери и доминантно ангажирање на еден адвокат. Државниот завод за ревизија утврди повеќе неправилности за работата на Агенцијата за вработување во 2024. За 14 програми биле потрошени околу 23,5 милиони евра, што е за 16% повеќе од претходната година, а најголем број од средствата им се доделени на 4-5 општини – Скопје, Струга, Тетово и Куманово, како и Пробиштип за некои од мерките. При распределбата на средствата не е обезбеден принципот на рамномерен регионален развој. Кај одделни активни мерки исплатите во Скопскиот и дел од западните плански региони ја надминувале утврдената квота и до 4 пати, додека регионите од централниот и источниот дел на државата добиле помал обем на средства, соопшти од ДЗР. Ревизијата утврди слабости во постапката за остварување на правото на паричен надоместок. Констатирани се сомнителни договори за вработување. Во извештајот е посочено и дека речиси 80% од околу 94.000 евра за адвокатски услуги, медијација, вештачење и судски такси биле реализирани само преку еден адвокат и при тоа дел од исплатите биле извршени без целосна документација. Ревизијата утврдила и дека членовите на управниот одбор добивале парични надоместоци, дури и за месеци кога воопшто не се одржувале седници. Александар Динев, Сител телевизија.